Последниот пат кога бев во општина Петровец, бевме во економската зона и тогаш кажав како треба да изгледа една општина која што ја води градоначалник домакин и градоначалник кој што работи честно и одговорно. Денеска Петровец, како што каже и градоначалникот, и имамо Дрндар, навистина споредена со другите општини, која што не би требало да се гледа, но за жал домакини не работат така амбициозно, честно, како што работи општината Петровец и градоначалникот Борче Митевски. Ова навистина представува капитален проект и за самите жители на селото Чифлик, но и за општината Петровец. Јас сум сигурен дека во деновите кои што следат ќе имаме уште вакви проекти кои што пред граѓаните ќе ги отвориме и пред македонската јавност. Овде сум на покана на градоначалникот Борче Петровски и не можам да го скријам своето задоволство и својата среќа што еве ги гледам и лицата на граѓаните овдека во насока на поддршка и задоволство што овој проект е успешно завршен. Јас само можам да посакам така да се продолжи во иднина, да се работи на подобрување на условите на живот на жителите во секоја македонска општина, без разлика дали е тоа градоначалникот ВМРО ДПМН, СДСМ, дали е тоа од ДУИ, коалицијата Алијанса на албанците и алтернатива. За граѓаните на Македонија е важно да тие ги имаат условите за живот како една европска пристојна земја, како земја кандидат за полноправно членство во Европската унија. Така што ја стискам раката пред овие успешни луѓе и само така нека продолжат, нека работат во интерес на граѓаните и во интерес на државата, се разбира. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Години од настаните во собранието, пред некој ден имаше и протест каде што организаторите побара ослободување на луѓето кои што се во затвор. Премиерот денеска изјави дека поддршката на луѓето кои што протестираа практично значи соучесништво во целиот тој процес. Како вие коментирате таа изјава? Па изјави од аболирани криминалци, луѓе кои што често поминувале во судските лавиринти поради основано сомневање за сторен криминал, како што беше оној случај кога на еден граѓанин во општината каде што беше градоначалник бараше мито по принципот евро за евро. Мислам дека во последно време се помалку се коментираат и немаат буквално никакво значење во Македонија. Она што јас како човек го поддржувам, а тоа е безусловна борба за правда и безусловна борба против неправдата, која што овие 4 години се присутна во Македонија. Она кое што ние го поддржуваме е правда. Никој не вели дека поддржуваме насилство. Напротив, во Македонија постои судска пракса да дел од случаевите кои што има основано сомневање дека биле политички инструирани, започнуваат во повторно судење и од почеток за да се аргументираат позициите на двете страни, и од едната страна на обвинителството, од другата страна на лицата кои што се обвинети. Тоа е она за кое што ние се залагаме, бидејќи ако го наблюдувате случајот за овие кои што се осудени за тероризам, можеби Македонија е единствената држава во светот со толку терористи во затвор, ќе видите дека судијата кој што ги изрече овие драконски казни е судија кој што како да полагаше усмен испит пред да стане уставен судија. А нормално од другата страна, инспираторот и нарачателот, доколку биде задоволен, таа ќе биде промовирана во уставен судија, што и се случи. Очигледно дека тој беше задоволен, а таа стана уставен судија. Она кое што ние го бараме е само правда, ништо повеќе, и безусловна борба против криминалот и корупцијата и неправдата. Тоа го заслужува секој еден граѓанин во Македонија. Не треба да има привилегирани групи на граѓани, не треба да има граѓани кои што ќе бидат блиски до ВМРО ДПМН, до СДСМ, ДУИ, Алтернатива, Алијанса или останатите политички партии. Едноставно, во оваа држава има честни и честити граѓани кои што го почитуваат уставот и законите, и оние кои што се криминогени луѓе, тие што се криминогени луѓе треба да одговарат. Ние за тоа се бориме. И поддржите ли вакви протести во изјава? Да почекаме периодот кој што е после овие големи верски празници како што е Великден и Рамазан, па после тоа ќе зборуваме
за делувањето на опозицијата. Сепак сега треба да има мир и спокојство во домовите на сите граѓани кои што се дел од православната христијанска вероисповест и муслиманската вероисповест се разбира, кои што се огромно мнозинство во Македонија. Да не зборуваме за насилство, туку да зборуваме за помирување и да зборуваме за подобра заедничка иднина. А чекорите после овие два големи верски празници, опозицијата ќе ги презентира пред македонските граѓани. Инаку протестот е еден од алатките кои што ги има опозицијата на располагање против овие погрешни криминални политики на оваа, би рекол, анационална власт во Македонија. Господин Мицкоски, се прашаја на неколку теми и коментар за најавата за укинување на учебниците, печатените учебници, оценка на досегашниот тек на имунизацијата во Македонија, како гледате вие на овој процес и во контекст и на случувањето во собранието и на 27 минута и деновиве во овој период на однесувањето на Талат Џафери. Дали имате коментар за однесувањето на Ке почнам еве со коментарот поврзан со спикерот во парламентот. Јас и вчера во една изјава, во едно вклучување на една емисија кажав дека многу блиску се да се поиграат со оганот. А со оганот не треба да се игра, затоа што можете да се изгорите. И кога ќе се изгорите, последиците најчесто ги плаќа народот. А овој народ не заслужува да ги плаќа погрешните политики на овој човек. Затоа што број контраверзии. Тој наместо да биде прв и најодговорен во рамките на парламентот и да обезбеди хармонија во начинот на функционирање на парламентот, законодавниот дом, тој е прв кој што прави обструкција. И тоа не е добро. Тоа не е добро затоа што тој и неговиот ментор Зоран Заев треба да се свесни дека со петардата со која што си играат може во рака да им пукне, а тогаш нема назад. Тогаш нема назад и тогаш последиците ќе бидат многу поголеми. ВМРО ДПМН ќе се спротивстави на ваквиот начин на однесување на спикерот на парламентот со сите демократски алатки кои што му стојат на располагање. Исто така, доколку ова продолжи, сериозно размислуваме и на повеќе пратенички групи во рамките на парламентот и негово целосно што прави. Ова не го наследил како подарок од дома, туку ова го граделе сите граѓани без разлика на нивната партиска или непартиска припадност, без разлика на нивната верска припадност или па луѓе кои што се атеисти. Тој парламент и тој законодавен дом им припаѓа на сите овие луѓе одека и неговото однесување треба да биде во таа насока. ВМРО ДПМН се што има на располагање ќе употреби да го спречи ова негово дивење во рамките на парламентот под патронат на Зоран Заев. Тоа е поврзано со однесувањето на спикерот на парламентот. Рековте за имунизацијата. Целосно фијаско. Јас ќе потсетам дека предупредувавме дека до ова ќе дојде. Предупредувавме дека немаат план, дека не знаат што прават и дека она што беше подготвено да се случи во декември го најавуваа за јануари, тоа што беше во јануари се правдаа за февруари, па потоа некој друг им беше виновен кога живи ги фативме како бркаат провизии наместо да обезбедат вакцини, но за тоа ќе зборуваме после великденските празници. Сега таа тема ќе оставиме, сепак да не ги оптеретуваме граѓаните со коруптивниот карактер на овие луѓе од власта, за тоа ќе зборуваме после Великден. Потоа се правдаа дека немало, па им откажал договорчот, па ја префрлија топката во март, па во април се сигурно ќе дошле на онаа тет-а-тет средба. Ме убедуваше Зоран Заев дека до 15 април ќе имаме 350.000 вакцини, еве го мај дојде, ништо нема, освен неколку илјади кои што ги добивме како позајмени или како донација од нашето соседство. Целосно фијаско, повеќе од 150.000 граѓани ја поминаа болеста, меѓу нив сум и јас и претпоставувам голем дел од луѓето овдека. Имаме повеќе од 4.500 луѓе кои што или 4.700, ако не се лажам, кои што веќе го загубија својот. На врвот сме според неспособноста во справување со пандемијата во Европа, исто тоа автоматски и на Балканот. Јас не очекувам од овие луѓе дека нешто следат, освен она песна која што ја слушнав и она трагично, декадентно, примитивно, мизерно оро кој што луѓето кои што треба да ја прават вакцинацијата, имунизацијата под налог на нивниот наредбодавач го вртеа во спортскиот центар Борис Трајковски. Се срамам што сум дел од ова политичко мочуриште, но тоа е единствениот начин како овие луѓе да се поразат и да се пратат на темната страна на историјата. За жал,
ќе мора да ги поразиме сите заедно катастрофално, а потоа да одговарат. Не можев да поверувам она што го гледав вчера, онаа песна што ја компонирале, па дури не можам на тие луѓе кои што ја компонирале таа песна да им се изначудам на паметот, а оној срам кој што го прави оние здравствени работници, мислам дека не заслужува никаков коментар. Па дури да било под притисок, па дури и да било по закана дека ќе изгубат работата. Дно и кога човек ќе мисли дека го допреле дното, уствари бил песимиста. Треба да сме оптимисти, тие може да копаат под лавот. Така што тоа би било поврзано со срамот на овие луѓе околу вакцинацијата, околу учебниците, како професор, универзитетски редовен професор, човек кој што низ чии што раце поминале, би рекол, илјадници студенти. За жал дел од нив одлучиле после школувањето, посебно во последните години, да ја напуштат Македонија. Не можам ништо повеќе тоа дека представува една обична глупост. Ова најава на Мила Царовска. Јас не можам да разберам како еден социјален работник и активиста, поранешен на полето на социјалната работа преку неколку невладени организации, нема чувство во која насока треба да се водат практично реформите во образованието. Ако ние после секој министер ги трпиме неговите фрустрации и правиме континуирано наречени глупави реформи, тогаш овие деца што ги гледаме овдека ќе ги трпат последиците, бидејќи тие не заслужуваат да бидат жртви на фрустрациите на министрите, без разлика од која политичка партија доаѓаат, но оваа глупост е врвот на глупостите. Не постои држава во која што децата практично нема да имаат можност да имаат во рака хартиена форма на учебник. Имајќи предвид дека ние имаме отприлика 250.000 учебници, исто така податок кој што самата влада го признае дека отприлика 10% немаат дома компјутери, не се во можност да следат на тој начин настава, тоа значи дека 25.000 дечиња ќе немаат можност да се стекнат со правилно образование. И тоа се ќе оди на душата на Зоран Заев и на Мила Царовска. Овие деца не треба да бидат жртви на глупоста и фрустрацијата на овие политичари. И затоа ние како ВМРО-ДПМН жестоко ќе се спротивставиме, но очигледно планираат да го повлечат законот, пошто гледам ќе правеле некакво согласување со секретаријатот за европски прашања, па ќе го враќаат назад со еврознаменце, тогаш сериозна блокада на парламентот. Така што уште еднаш ги предупредувам да не си играат со огнот. Од 27 април пред 4 години до денеска. Па Македонија е на 111-тото место според криминалот и корупцијата. Возачи на фамилијата на власт на дневна основа превезуваат по 200, 300, 400 килограми марихуана, истите се фатени дел, најголемиот дел не се фатени. Македонија практично ги снабдува наркобосовите на Балканот со патни исправи за да можат да се шетаат слободно низ Европа. Македонија е една од најсиромашните држави во Европа. Блокиран е патот кон евроинтеграцијата на државата. Криминалот и корупцијата ги имаме на секој чекор. Нема ниту една сериозна структурна реформа, нема ниту еден сериозен капитален објект. На дното сме на директните странски инвестиции на Балканот. Според платата сме просечната исто на дното. Треба ли уште да редам? Ке немате доволно време прилог во вестите. Ако ме прашате што е на подобро, еве ке кажам, не плаќаме претплата за македонската радио телевизија. Ајде, еве нека го. Ако немате други прашања, Вчера беше изгласана доверба за Оливер Спасовски во собранието, но вас не ви беше дозволено да дебатирате. Ваш коментар? па го кажав коментарот во одговорите сега. Тоа е нешто нечуено кое што го примени вчера спикерот Талат Џафери, да се одземе правото на опозицијата да дебатира на интерпелација на министер. Ме зачуди зашто нема 62 поддршка, 20 недостасува. Дали е изгубил во меѓувреме, треба да се одговори тој на тоа прашање. Но мој совет е дека после сите овие скандали кои што се појави и кои што ќе се појават, како што кажа веднаш после празниците, доблесно негова страна ќе биде да ја напушти позицијата и колку толку да може да спаси од својата чест, иако има и малку. Но човек кој што поддржува слепо аболиран политичар, кој што влезе во политиката преку првостепена судска пресуда за да потоа
на апелација во второстепен суд му биде укината денот како го потпише оној капитулантски договор, односно како одлучи национално да ја опустоши државата. Тој човек мислам дека и нема достоинство. И благодарам.